Како што најавивме по рекламите, се враќаме во студиото со вестите на Ирис телевизија. Собственикот на штипската конфекција Банки Скот и писмено се откаже од штетата од речиси 30.000 евра, која ја бараше од 9 работници кои не дошла на државниот празник Успение на Пресвета Богородица. Работниците од денеска бараат работа во други фирми. Собственикот на штипската текстилна конфекција Банки Скот се откажа од барањето за исплата на штета од 29.660 евра, според кој на 9 текстилни работници им се бараше да платат по речиси 3.300 евра, поради тоа што не дошле на работа на државниот празник Успение на Пресвета Богородица. Ова е договорено, а и во писмена форма го добиле на заедничката средба меѓу работниците и представниците на конфекцијата. Тоа го констатира со давање на изјава од која гарантираат за сите работници дека нема да поднесуваат во иднина никаква тужба. Меѓувремено се работниците и работодавецот склучија спогодба, во која спогодба си го раскина заеднички, заедно, договорот за работа, а морам да потенцирам дека работниците не сакаат веќе да работат таму. Со оваа спогодба, 9 текстилни работници веќе од денеска можат да се пријават во Центарот за вработување и да бараат работа во една од 80 текстилни конфекции во Штип. Ирис телевизија уште на самиот почеток ја следеше приказната на 9 текстилни работници. Трајков забележува дека во овој случај институциите експресно реагирале, а настанот будно бил следен од медиумите и јавноста, зашто веќе по поминати 11 дена има и епилог. Може би притисокот од самата јавност, може би случајот стана толку актуелен што вие како новинар го издигнавте на највисоко ниво, затоа што оваа пракса, ако поминеше вака, значи можеше да премине во секојдневие за секој еден работник во Република Македонија. Ние спречивме една ситуација во која што нема да секој еден работодавец ќе се замисли пред да пушти вакво барање за штета, а и работникот ќе мора да постапува согласно законот за работни односи. Денеови се очекува и трудовиот инспекторат да се изјасни да донесе заклучоци за овој настан. Вакви случаи постоеле во минатото, но ова е прв случај кој беше јавно објавен од страна на медиумите за побарување на штета од работниците од и не дошле на работа на државен празник. Синдикатот во овој случај молчеше. Целата поддршка беше дадена од Сдруженијето Гласно, од каде што забележуваат дека ваков каков што е законот за работни односи е на штета на работниците. Укинатите 24 работнички права мора да се вратат, забележуваат од Гласно, а првата иницијатива е за регулирањето на работното време. Општинската изборна комисија ги објави имињата на членовите, председателите и нивните заменици на избирачките одбори. Од тој потенцира дека кривична одговорност ќе сносат сите кои нема да се појават на избирачкото место каде што се распределени по електронски пат. Најдоцна до 14 септември на полноќ, политичките партии до Општинската изборна комисија треба да ги достават своите листи за советници и градоначалници. Општинската изборна комисија ги изработува решенијата за членовите на избирачките одбори. Сите кои што ќе се пронајдат во списоците, истакнати во собранието, треба да дојдат и да си ги подигнат решенијата. Потребно е со нив да имаат фотокопија од трансакциона сметка и лична карта. Сите оние кои се пронајдоа на избирачките списоци, кои што се закачени долу на стаклената табла или поточно на влезот во општина Штип, да дојдат слободно во општината овде на Трети кат, да си го подигнат решението, носејќи со себе копија од трансакциона и лична карта. Така да избирачките списоци веќе се закачија, значи постојат тие избирачи, членови, заменик членови, председатели и заменици, кои што едноставно се оние главните адути во целиот процес на избирањето. Кривична пријава ќе следи за сите членови на избирачките одбори кои нема да се појават на избирачките места, каде се распределени по компјутерски пат. Човек или персона, член, заменик, председател, што и да е, може да се иземе само во одредени ситуации. Тешка болест, со јака спецификација од специјалист доктор, породилна ситуација, значи бебенце, време на раѓање,
пензионер кој ќе приложи документи и слично. Останатото нека разберат дека мораме тоа да го покриеме и да го одговорат пред законот за избор. За сега нема ниту едно барање за иземање од избирачки одбор, велат од Општинската изборна комисија. 4 септември беше последен рок за поднесување на кандидатски независни листи, а најдоцна до полнок на 14 септември политичките партии треба да ги достават своите листи за советници како и кандидати за градоначалници. Кога СДСМ дојде на власт, во еден ден незаконски разреши 1600 членови на управните одбори за рекордно краток рок да ги сместат највисоките функционери на позиции во управните работи во државата, кажа денеска на прес ВМРО ДПМН во Штип. На изманипулирани членови и непотизам по редовите на СДСМ во Штип, како и на фаворизирање на поранишни функционери и нивни блиски луѓе, обвинија од ВМРО ДПМН во Штип, откако, како што кажа денеска на прес, поранишни пратеници и директори станале членови на повеќе актуелни управни одбори во државата. Дури и најголемите активисти на СДС не веруваа дека ќе бидат брутално излажани и изманипулирани, за функциите да бидат поделени единствено помеѓу членовите на елитистичките фамилии во СДС. Поранешни пратеници, директори и нивните фамилии се најдоа на листите на актуелни членови на повеќе управни одбори во државава. Помеѓу кои? Поранешната пратеничка Маринела Тушева и нејзиниот брат Никола Тушев, актуелната советничка Марија Костова, поранешната директорка на ПИОМ Штип Билјана Симонова Тасева, поранешниот висок партиски функционер Миланчо Спрцов и многу други. Како се делат партиските функции, прашаа денеска од ВМРО ДПМН. Кога СДС дојде на власт, во еден ден успеа да разреши незаконски 1600 членови на управните одбори во државава, за во рекордно краток период да ги сместат највисоките партиски функционери на позиции на повеќе управни одбори во нашава држава. Почитувани членови на СДС, веќе очигледно кој го дели колачот. Нема ни за вас, а уште помалку за народот. На денешниот прес на ВМРО ДПМН одговорија од СДСМ. Република Македонија и Општина Штип беа символ за нефункционални и партизирани институции, узурпирани од ВМРО ДПМН. На локалните избори со победа во првиот круг, започнатиот процес на реформи ќе продолжи и на локално ниво. Општината ќе работи за граѓаните, решавањето на нивните проблеми ќе стане реалност. Нема веќе никогаш да дозволиме да се бираат кадри во институциите од тефтерчето на горде. Македонија ќе продолжи да оди напред како едно општество за сите. СДСМ ќе стави точка на личното богатење. Само со честни луѓе и професионалци ќе го ослободиме градот Штип од рацете на истрошените и коруптивни кадри на ВМРО ДПМН, стои во писмената реакција на Општинската организација на СДСМ во Штип. Над 1800 студенти се запишале на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Првиот академски час на бруцушите е закажан на 18 септември. Околу 1800 студенти се запишани на 12 факултети и 3 академии на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, информираше на денешната пресконференција проректорот Кирил Барбареев. Тој истакна дека третиот уписен рок е се уште во тек, а на 15 септември се затвараат матичните книги за уписи на студентите на факултетите на универзитетот. Најатрактивни за студентите и понатаму останува факултетот за медицински науки. Значи, економскиот факултет ќе има близу 200 студенти нови студенти од оваа година. Електротехничкиот факултет ќе има околу 25 студенти, земјоделскиот факултет повеќе од 70 студенти, ликовната академија ќе има 8 студенти, што е сосема доволно за една таква академија. Машинскиот факултет ќе има повеќе од 35 кандидати, односно студенти. Музичката академија има 60 студенти, правниот факултет ќе има 70 студенти, технолошко-техничкиот факултет ќе има 40 студенти, факултетот за информатика ќе има повеќе од 110 студенти, факултетот за медицински науки 500 студенти, исполнети се сите квоти со исклучок на една студиска програма од стручните студии, факултетот за образовни науки 80 студенти, факултетот за природни и технички науки 80 студенти, факултетот за туризам и бизнис логистика 350 студенти, филолошкиот факултет 100 студенти.
Првиот академски час на Универзитетот Конечно стартуваа работите поврзани со комплетното доуредување на коритото на река Отиња. Делот кон Ново село ќе се бетонира и холтикултурно ќе се аранжира. Планот и активностите да завршат се до крајот на годината. Стартува активностите за доуредување на коритото на река Отиња од црквата Свети Никола до Ново село. Општина Штип започна со последната фаза од проектот уредување на река Отиња. Овие 7-8 дена се работеше на активности мерење колчиње на реката и од денес официјално се започна со градежната механизација. Се очекува интензитетот на работа да биде, приведејќи одеме од каскада на каскада, во рок од 3 месеца да биде комплетно завршена целата река, односно до вливот во река Брегалница. За доуредувањето на коритото на река Отиња имаше мал застој поради тоа што не се знаеше дали ќе стигне каменот од Бучим. Проектот е изменет и овој дел ќе се доуредува со бетонирање. Направивме мала измена во проектот на река Отиња. Овој дел ќе оде со армирано бетонска конструкција, со што можеби и подобро, со што ќе биде долниот дел на реката ќе биде со поголема капацитет на вода и со тоа ќе биде пострајно и постабилно решението. По завршувањето на активностите за бетонирање на коритото на река Отиња до делот кон Ново село, ќе се пристапи и кон хортикултурно уредување, а комплетното доуредување на коритото на река Отиња треба да заврши до крајот на годината. Втор повик од општина Штип до граѓаните за учество во постапката за механизам за поплаки и жалби во текот на изградбата на експресниот пат Штип-Кочани во делот на Штип-Крупиште. До сега барања до општината поднеле само 7 граѓани, а рокот е во вторник 11 септември. Општина Штип уште еднаш ги повикува граѓаните кои живеат на подачето на локалната самоуправа да учествуваат во постапката за механизам и жалби и поплаки и активно учество на локалното население во текот на изградбата на А3 експресен пат Штип-Кочани на делницата Штип-Крупиште, посебно од Три Чешми, Долни Балван, Крупиште, Стар Караман и населените места кои се на оваа делница. Причина за овој наш втор апел е затоа што интересот за пријавување е слаб и досега за 5 дена во општина Штип се пријавиле само 7 граѓани, а сигурни сме дека на споменатата траса има многу повеќе засегнати граѓани. Затоа укажуваме дека тие кои имаат имот или локации на трасата или во близина на истата и имаат во план да поднесат забелешки или жалби по истата со земјиштето, да дојдат во општина Штип и да пополнат формулар кој локалната самоуправа потоа ќе го достави до јавното претпријатие за државни патишта. Одговорно лице за пополнување на формуларите и за постапката е Лазар Соколовски, советник за рурален развој, на телефон 078 476 685 или да воспостават контакт на имейл ler@štip.gov.mk. Рокот за пријавување е заклучно со понеделник 11 септември 2017 и се надеваме дека нема да има потреба истиот рок да се продолжува и дека граѓаните ќе реагираат. Регионалните здравствени институции треба да добиваат поголеми буџети. Ова е единствен начин за големите болници да работат рентабилно, смета директорот на Штипската клиничка болница. Се уште е непознато колкав е долгот што го оставиле предходните директори на Штипската клиничка болница. Завршната сметка треба да ги даде точните податоци, изјави новиот директор Ален Георгиев во емисијата Отворено на тема. Сепак, најголема сума болницата должи на Институтот за трансфузиологија. Структурата на долг, колку што ја можеш да го видам, од службите што ги работат ти во економскиот сектор, не може да дадат прецизна слика колку во моментот должи болницата. Тоа ќе биде попознато кога ќе биде завршена. Да го кажеме, во моментот да кажеме колку од прилика се нашите долгови на болницата. Во најголем дел имаме ние долгови од Институтот за трансфузиологија. Тоа се скапи продукти и таму мислам дека не само ние, туку и сите околни болници, бидејќи јас сум во контакт сите имаат проблем и таму е првобитниот, да ја кажем, иницијална каписна на натупување на долгот. За 2017 буџетот на Штипската болница изнесува 412 милиони денари, од кои 70% се наменети за плати. Остатокот е за набавка на лекови апарати, реконструкции на оделенија, воведување на нови методи.
Најголем дел, односно 36 милиони денари, се за набавка на лекови, што во однос на минатата година оваа ставка е зголемена за 12,5%. Сепак, смета Георгиев, потребно е зголемување на буџетот, посебно кон оние болници кои се регионални центри. Тие болници, ако Штипската клиничка болница работи повеќе, треба да има секојаш поголем буџет. Овој начин на распределба со фиктивен буџет за сите, работел е само на штета на Штипската клиничка болница. Бидејќи се трошат материјали, се трошат ресурси, а буџетот е ист, а за разлика да речеме од некои други болници кои што имаат многу помало време на работа и на услуги, кои добиваат секојаш истиот буџет и тие во наводници работат порентабилно. Од овогодинешниот буџет во висина од 412 милиони денари, од буџетот на Фондот за здравствено осигурување се 348 милиони денари, додека од сопствени средства се 64 милиони денари. Од двата пункта со електронски информативни табли во Штип не остана ниту Сега во кабините има отпадоци наместо електронска опрема, а на истите се лепат и пишуваат најразлични огласи во стилот купувам, продавам или пак издавам и продавам стан. Електронските информативни табли во градот Подисарот ги нема во кабините. Наместо во двата пункта да може да се следат проектите и убавините на Штип преку електронски пат. Во кабините отпадоци од електронската опрема нема ниту Кабината позади мене е празна со отпадоци, а овде беше електронскиот информатор за кого општина Штип даде значителни средства и требаше по електронски пат да можат сите посетители и граѓани да ги видат убавините на општина Штип и она што градот Штип како најголем центар во истокот го нуди. Ништо од проектот ги нема оние електронски табли кои требаше да информира за се она што се случува во Штип. За проектот со електронските информативни табли беа вложени значителни средства, од него ништо. На кабините огласи од најразличен вид. Електронските информатори ги нема во кабините, но сепак кабините служат за информации, информативни таблици, на нив можете да прочитате секаков вид пораки, кој бара стан, кој продава стан и така натаму. За урбани проекти општина Штип не жали средства, но за овој со електронските информативни табли средствата отидоа во воздух. Времето ќе покаже дали и во наредниот период урбаните проекти во Штип ќе бидат само дел од хартија. Младите социјалдемократи во Штип и оваа година по повод одбележувањето на 8 септември, Денот на независноста на Република Македонија, го организираат спортскиот настан Неделата на спортот, кој има хуманитарен карактер. Тридневната програма за одбележување предвидува спортски надпревари во фудбал, табла и баскет. Собраните средства ќе бидат донирани. Секој хуман граѓан може да партиципира со 100 денари со кој може да го обезбеди неговото учество. Преку спортот и хуманоста да ја покажеме нашата најсилна човечка страна, дека сите сме исти и дека сите заслужуваме достоен живот. Ги повикуваме сите во духот на спортот и хуманоста, кои нема активно да земат учество во спортските активности, да го проследат настанот и по собствена желба да донират во означените пунктови. Спортските активности започнуваат на 8 септември со турнирот во табла, кој ќе се одржи во општинската организација на СДСМ Штип со почеток од 17 часот. Продолжуваме на 9 септември со турнирот во мал фудбал, кој ќе се одржи во спортско-рекреативен центар Джексон со почеток од 18 часот. Хуманитарниот настан завршува на 10 септември со турнирот во баскет во гимназијата Славче Стојменски со почеток од 16 часот. Дополнително, паричните средства од хуманитарниот настан јавно ќе ги донираме, со посредство на јавноста и медиумите. За крај, нека ни е честит 8 септември, Денот на независноста на Република Македонија. Општина Штип 8 септември, Денот на независноста на Република Македонија, и во спомен на децата бегалци од Егејска Македонија, утре ќе го одбележи со следнава програма. Чествувањето ќе започне во 9 часот и 30 минути со служење на панахида, полагање на цвеќе на споменикот на децата бегалци од Егејска Македонија во црквата Свети Константин и Елена во населбата Балканска. Пригоден говор на свеченоста по повод државниот празник,
Пред присутните ќе одржи градоначалникот на општината Илчо Захариев, а усврат на борбата за независност ќе даде доктор Сонја Николовска. А во продолжение соопштението кое пристигна денеска од Сдруженијето на граѓани Македонски Егеј. Ги известуваме граѓаните на општина Штип дека со одлука на председателството на Сдруженијето Македонски Егеј Штип и ова година нема да се организира свечена манифестација на споменикот на борците и жртвите од екзодусот на македонците од Егејска Македонија во населбата Балканска на 8 септември 2017 година, а воедно Сдруженијето на сите граѓани им го честита Денот на независноста на Република Македонија, се вели во соопштението од Сдружение Македонски Егеј Штип. Никола Нацев, член на кикбокс клубот Гладиатор од Штип на Европското првенство што се одржува во Скопје, го победи италијанецот Александро Каркано и се пласиран за полуфиналето со што обезбеди најмалку бронзен медал. Европското првенство за кадети и јуниори заврши за Јована Арсова, која по издвојуваната прва победа загуби во четвртфиналето со Стела Левицка од Словачка. Од 8 до 10 септември во Лајпциг, Германија ќе се одржи есенското коло во рамките на Премиер лигата во карате. Вкупно ќе настапат 1384 каратисти од целиот свет, од кои 27 се од Македонија, а меѓу нив и 5 штипјани. Поради наметнатите правила од Светската карате федерација за ограничување на бројот учесници по категории, кои ќе важат 1 јануари 2018 година, во Лајпциг се пријавени и ќе настапат рекордни 1384 надпреварувачи од 351 клуб од целиот свет. Македонската репрезентација ја сочинува од 27 каратисти, кои се меѓу првите 50 на ранг листата на Светската федерација и за нив сите трошкови ги плаќа Карате Федерацијата на Македонија. Во составот на нашата селекција се и штипјаните. Емил Павло, кој ќе настапи во категорија минус 60 кг, Сашко Патаклија во категорија минус 84 кг, Жарко Арсовски ќе настапи во категорија плюс 84 кг, Јована Ѓоргиева во категорија 55 кг и Бојана Манева која ќе настапи во категорија минус 68 кг. Ова ќе биде убава можност на нашите каратисти да изберат подобри позиции за настап на Олимписките игри во Јапонија, а по Лајпциг следуваат турнирите во Истанбул на 23 и 24 септември, Роттердам на 7 и 8 октомври и на Окинава на 25 и на 26 ноември. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk или социјалните мрежи. Пријатно!